Од 2008 година, кога беше представена на пазарот, Ford Kuga денеска доживува трета генерација. Во временска рамка од само 10 години, 3 генерации, тоа е многу и за јапонските возила. Но Ford со третата генерација на Kuga сака да истакне дека гамата на своите спортско корисни возила ги обединува не само со изглед, туку и со перформанси. Јас лично можам да кажам за третата генерација на Kuga дека е темелен редизајн. Тоа се гледа на самиот нос на возилото, кој сега има хексагонална форма и другите промени се забележуваат и на задниот дел. Додека габаритите и коцкастиот практичен дизајн остана исти. Редефинирани се и нивоата на опременост, како и цените. Ние во следните минути ќе се запознаеме подобро со Kuga и што нуди третата генерација во однос на втората. И во внатрешноста се забележува дека многу елементи на дизајнот се задржани од втората генерација. Она што веднаш доаѓа во очи е електричната паркинг сопирачка, додека концепцијата на инструментите, воланот, па и централната конзола е иста. Со тоа што на централната конзола сега имаме многу поголем дисплеј во однос на претходната генерација, но се забележува дека пластичните површини токму на централната конзола се доста груби и даваат еден звук на празнина. Што се однесува до техниката, инженерите на Ford приредија мали дотерувања. Пред се кај бензинските мотори направене даунсайзинг и од 1,6 литри сега тие имаат работна зафатнина од 1,5 литри. Кај дизелите останато е се исто, особено кај дволитарските верзии кои ги има две од 150 и 180 поински сили. Ние сме задуправувач од токму на изведбата со 150 поински сили и погон на предните тркала. Она што вреди да се напомене е дека со овој темелен редизајн на Kuga-та постигнато е по-меко возење во било кои услови на експлоатација на возилото. Треба исто да се напомене дека Ford направи промена и кај погонот на сите 4 тркала. Тој веќе не е со халдек спојка, односно електрохидравлична спојка, туку го употребува својот домашен Фордов систем на пренос на силата на сите 4 тркала, но тој е засилен со векторинг на вртежите на моторот. Така да во теорија тој треба да даде многу подобри возни својства, но сепак јас сум задуправувачот на моделот со погон на предните тркала. Некоја голема разлика не може да се забележи во едно култивирано и нормално исползување на Kuga-та. Прецизно е управувањето, дури и многу помеко е подпирањето што се однесува кога се вози во свиоци. Прегледноста е исто така на добро ниво, впрочем како што е кај сите спортско корисни возила. А другите површини, како централниот гребен, е малку дотеран и повеќе има простор за одложување на ситни предмети, што е голема предност. Еве да кажеме, можете без проблем сега да најдете
место за својот мобилен телефон. Кугата се уште е направена да биде комотно и патнички ориентирано возило. Сега, со промената, се чувствува дека има помалку простор на задната клупа, но сепак не е направен никаков компромис што се однесува до просторот за возачот и совозачот. Куга не нарасна со своите димензии. Именно, таа е развиена врз основа и димензиите на претходната генерација, која не може да се каже дека е мала или некомотна. Со новата генерација Куга е стокмена да го продолжи својот успешен пат во класата на спортско корисните возила. Таа е интересна за возење и забавна, бидејќи Форд е една од ретките автомобилски марки која знае да направи врвно подпирање, односно која прави врвно подпирање на секој производ кој го лансира на пазарот. Со цена од 30.500 евра, Форд Куга не може да се класифицира меѓу поевтините, но ниту меѓу поскапите спортско корисни возила. Имено, комбинацијата со дволитрениот мотор од 150 коњски сили, мануелниот 6-степенен менувач и погонот на предните тркала представува едно рационално решение кое е доволно да ги задоволи потребите на секојдневното користење, но секако и на подолги патувања. На нерамен пат се чувствува дека малку подпирањето е потврдо во однос на претходната генерација. Малку помалку се чувствуваат микровибрациите во кабината, но тоа е само на офроуд. Во однос на главните конкуренти, пред се тука сакам да ја издвојам Mazda CX-5, но се наметнуваат и помалите спортско корисни возила, како што се Seat Ateca или Peugeot 3008. Куга се издвојува со својата конзервативност, но и со удобноста во возењето. За 30.500 евра ова е едно, како што реков, рационално решение кое нема да ви извади од штиклите со неговите возни својства, но далеку од тоа дека ќе ве разочара. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ви поздравувам до следната среда.